Добар ден уште еднаш. 17 часот, време е за дебата. Темата ни е постреферендумска. Ке се успеели да се соберат 80 гласови во собранието за да се изгласаат уставните амандмани, или пак ќе треба да одиме на предвремени парламентарни избори. Се насе, ќе успееме ли да ја прокоцкаме евроатлантската иднина на Република Македонија. И од првиот кадар мислам дека можевте да видите дека ова ќе биде женска дебата. Ја водиме заедно со колешката Гордана Дубњак, уредник на информативната програма. Ова втор пат вака. По втор пат и по втор пат во женско друштво. Така. Гости се Мирјана Малеска, универзитетски професор. Добре дојдовте. Добро вечер. И господјата Маргарита Цаца Николовска, поранешен судија во Европскиот суд за човекови права и судија во Уставниот суд на Босна и Херцеговина, заборавив уште нешто, и директ председател на управниот одбор на Институтот за човекови права. Добре дојдовте. Благодарам. Многу функции, да. Малеска, вака да почнеме. Помина референдумот што помина, типично за Македонија, двете главни конкурентски политички партии имаат драстично различно толкување за резултатите од референдумот. Каде го гледате проблемот? Во нашите, да не речам недемократски традиции, или проблем е во самиот устав и во правните норми околу референдумот? Како ви изгледа оваа атмосфера? Јас го гледам како неразбирање на тоа што се демократски правила на игра. Демократски правила на игра се оние правила кои се запишани во Уставот, законите. Демократски правила се и оние за кои ќе се договорат, да кажеме, политичките партии. Демократски правила на игра и духот на Уставот. Што би значило, еве викаме, духот на Уставот? Тоа значи, ако во Уставот се вели дека сите граѓани имаат право да го кажат своето мислење, свој глас на референдум, да излезат на референдум и така натаму, дека тоа е едно правило на игра кое пред се мора да го почитуваат оние кои ги донеле овие правила, а тоа се парламентарните партии и власта и опозицијата. Значи, можат некои невладини организации да организираат против. Во Уставот не пишува дека некој ќе биде казнет ако гласа против. Меѓутоа, за мене, председател на држава од говорница на Обединети нации, каде што го интернационализира проблемот, или пак лидер на политичка опозицијска партија да повика на бойкот, е кршење на правилата на демократската игра. Така не се игра. Ама нема последици по нив, што ги кршат правилата. Па да, нема последици во смисла непосредни правни последици, но може да има последици во смисла на да речам, подршка што граѓаните би ја дали или пак не би ја дале на некои наредни избори. Ама останува на тоа дека да, нема непосредни последици, но без последици и без одговорност ова не може да, не би требало да помине, бидејќи ова подривање на целиот демократски процес. Околу цензусот само. Тука настануваат исто драматично различни толкувања. Според власта тоа е консултативен референдум, бројката за е респектабилна, тоа и сите меѓународни фактори го кажуваат, за опозицијата и за председателот на државата немаме цензус, излезност над 50%, со тоа за нив е неважечки. Јадранка, јас овој процес и овој проблем го следам од кога е формализиран во Обединети нации 1991 година, бидејќи мојот сопруг беше првен министар за надворешни работи па амбасадор во Њујорк. Значи, непосредно сум гледала како се одвиваат преговорите, што се предлагало, како реагирале странските дипломати, нашите представници и така натаму. И многу ми е добро позната целата историја
на процесот и сега кога станува збор за тоа дека сме скоро на дофатна рака после речиси 30 години. Так, сме биле ли поблиску до договор? Па ја мислам не сме биле. Не сме биле бидејќи досега ниту една влада не прифатила, две влади заправо. Две влади, нашата и грчката влада не прифатиле и подпишале договор, овој договор е уште и ратификуван во собранието. Најблиску каде што сме биле порано беше кога Онил посредуваше во преговорите, британскиот дипломата, и кога се постигна тука, кај нас, внатре, меѓу политичките партии во собранието, некоја согласност дека може со Република Македонија Скопје, меѓутоа тоа пропадна, не се избутка работата до крај, а грците пак воопшто и тој предлог не го ставија на дневен ред. Така што навистина сега кога сме пред вратата на ова важно, мислам пред момент на решавање на ова важно прашање, да се обструира ваквото изјаснување, за мене е рушење на целиот демократски процес овде и да кажам ја доведуваат во опасност и државата, доведуваат во опасност нашата еднина, еднината на нашите деца, бидејќи што е алтернативата, баш би сакала да слушам некој да ми објасни. Досега ја не разбрав што е алтернативата. Господја Николовска, како легалистке ве прашам за коментар околу два спротивставени става на власта и на опозицијата. Опозицијата тврди договорот е мртов. Власта вели референдумот е таков каков што е. Даде еден силен сигнал дека мнозинството граѓани се за Европска унија и НАТО, одиме по НАТО. Каков е вашиот став? Мојот став е прво дека опозицијата апсолутно не го следи она што го кажува Уставот. Уставот зборува за задолжителност на референдумот во услови кога граѓаните ќе сакаат непосредно сами да се произнесат по одредено прашање и кога тие до собранието ќе поднесат 150.000 потписи. Уставот е многу јасен и мора да се чита и литературно и, да кажам, во духот на самиот Устав и да се има во предвид што уставотворците сакале да направат, а тоа е дека само таја одлука, која што е донесена по предлог на 150.000 гласачи и за која што е донесена одлука да има референдум, таја одлука од референдумот е задолжителна. Тоа беше за законот за територијална поделба, кога беа собирани потписите. Значи, јас вака да ви кажам. Јас прво бев прашана како легалиста и одма ќе кажам дека целото мое видување на целата оваа состојба, од првиот момент кога бев прашана, кажав дека јас го третирам исклучиво Уставот, наоѓам големи проблеми во законот за референдум, и секој судија, секој правник знае дека Уставот е на врвот на пирамидата и да во колку законот не е во согласност со Уставот, ќе треба директно да се применува Уставот. Јас се обидувам неколку дена да објаснам дека ние сме во ситуација сега да го толкуваме и да го имплементираме првенствено Уставот. Уставот е сега во моментот тоа што е, да речам, владење на право. Уставот е тој кој што сега ги зацртува правилата на игра. Од сам почеток беше речено дека овој референдум, со оглед на тоа да веќе законот е поминат во собрание на некој начин преку ратификација на овој договор, зборувам закон заради тоа што ратификување на одредени договори се прави со закон, и изјаснувањето беше во насока дека се сака да се види кое е расположението на граѓаните визави
уставните промени кои што треба да се направат, а кои што треба да се направат заради договорот, кој што договор склучен помеѓу Грција и Македонија е исклучиво за влез на Македонија во ЕУ и НАТО. Но има ли правен дефект законот за ратификација на договорот, бидејќи не е подпишан указот од председателот Иванов? Значи, председателот Иванов, мислам дека на сите во Македонија им е познато дека он обструира се нешто што според него не би требало да влезе во процедура. Во што би бил проблем ако се оди на уставни амандмани и ако се дискутираат уставните амандмани? Тоа е интенцијата и на овој референдум, како прва скала, како почетен чекор, да речам, да почне да се дискутира за нешто кое што ќе биде предмет на уставните промени. Ние сите знаеме дека, да не речам месеци наред, меѓутоа години наред, на некој начин идејата, заклучокот дека треба да се согласиме со некоја придавка на името Република Македонија, најголем број од жителите, од граѓаните би се согласиле со тоа и го прифатија тоа како една можна алтернатива прво, која што понатаму ќе се пресочи во реалност. Говорам за една интересна состојба. Значи, например, состојбата е... законот за ратификација и законот за јазиците, што беше, тие не се подпишани од председателот. И што? И сега, значи, јас имам решение кое е на тоа. решението? Моето решение, јас и тогаш го кажав. Значи, ако председателот не сака да се извршува својата должност, зашто Уставот дал решение на такви ситуации. Значи, ние имаме состојба каде што председателот едноставно не сака да го испочита Уставот. Не станува збор веќе за толкување. Јасно е како. Значи, второто гласање на законот, председателот не може да стави вето на него. Ама сега, и сега практично решението е. Кој го заменува председателот? Председателот на собранието. Кои се инструментите кога некој не сака да си ја врши својата функција? Имаме ние одредби во одредени закони, еве, да не излезе дека ја насочувам водата на кај кривична одговорност, макар да сметам дека во крајна линија и таквата одговорност е во оптек. Ако некој не си ја извршува својата функција, функцијата негова е наведена во закон, кој него му дава право да он сега одлучува по втор пат за законот, кој што веќе еднаш бил пред него. Он ги дал сите, го спомнавте законот за употреба на јазици, па се навраќам на тоа. Он тогаш ги даде сите коментари. Сите тие коментари беа предмет на разгледување при повторното разгледување на тој закон. Да се разбереме, нов закон не може да се прави. Нов закон председателот може да иницира во некоја друга своја постапка. Зашто тој не иницирал постапка пред Уставен суд, ако смета дека законот за референдум... Нема доаѓаме дека за импичмент на председателот треба 80 гласови, што ги нема ни за амандманите. Ама знаете што? Ги нема ни за амандманите заради тоа што кај нас нема реално изразена политичка волја да се води државата по оние демократски принципи кои што се абецеда во секоја демократија. Ние сакаме некој да биде единствено тој кој што може да одлучува за владење на право. Не, јас ќе ви кажам дека моето гледање и на овој бојкот не е секогаш еднаков со размислувањата дека сите граѓани бојкотирале заради тоа што господинот Мицковски кажа дека треба да се бојкотира. Вие ми го зимавте се извинувам, меѓутоа тоа што сакав да го упатам на професорката Малевска. Апсолутно не може тоа така да се гледа. Дали може да се смета дека 1.200.000? Како што не може и тоа да се смета. Ја вчера слушав пратеничката од Гостивар. Значи, она цело време запнала да зборува
имаме ние 1.200.000 гласачи кои што не гласат. Па, мислам, она кого прави овде вака, да кажам, неразумни? Да не употребам некој друг збор. 1.200.000 гласачи не може да се гледа така кога ние според најновите испитувања, според најновите анкети, според најновите анализи, во Македонија се 1.400.000 жители. Ајде да ја Значи, слушнеме сега, професорката. Во таа насока беше и моето следно прашање. Дали може да се смета дека 1.200.000 се за бойкот и против договорот, со оглед на тоа, ако знаеме дека 30% на сите избори не гласаат, со оглед на големиот број на граѓани кои што се наоѓаат подолго време во странство. Веќе ќе почнам пак од околу. Договорот е мртов, изјавија денеска од представниките од опозицијата. Толку еден неубав начин да се каже нешто за политика или политички договор кој што денес не е усвоен или изменет, па утре може би пак ќе дојде на маса, но може да се каже да, договорот го отепавте. Го отепа, буквално го отепа. Со, еве, бойкотот. Не, манипулација е тоа. Дека сите што не гласале се против договорот. Но, Државната изборна комисија кажа дека тие го читат законот, тие го читат Дека не е заправо исполнет цензус. Што Што е факт. Што е Ако факт. се гледаат бројки. Значи, да кажам, нема можеби немало време за сето тоа претходно да се направи, секогаш треба двотретинско мнозинство за измена на уставен закон, за измена на уставен модел и така натаму. И ние сме се во некое брзање и се, иако сме имале 30 години за ова, и се во последен момент се решаваат работите, што не е крива само власта, опозицијата, можеби и културата овдека на граѓанството. Но, се прават други работи пред референдум, како што е не само ажурирање на изборниот список, туку се размислува и за изборниот модел, кај се оние гласачи кои што не сакаат да гласаат. Нели постои во светов, а постои други модели кои може да ни послужат како пример, да се регистрираат оние што сакаат да се активни граѓани, а оние што сакаат да прават ајвар или не се заинтересирани или одат некаде, во ред, нека го прават това. Па после од тие бројки се доаѓа до процент на оние кои се за или против. Оти во демократијата еден глас да е за, договорот би бил усвоен. Но сега сме, ова е клучната дилема. Ова сакам да кажам сега. Амандмани, толкувањево на... дали ви не можете да ги натерате опозицијските пратеници да гласаат, се гледа ставот. Втората опција е предвремени избори. При тоа, Демократската унија за интеграција се залага нели да се искористат сите разговори со пратениците. Од режијата ми јавија дека имаме изјава од Бујар Османи. Па да видиме... Колегата Чаловски денеска така, беше да видиме има ли нешто ново што Дуи сега го предлага, па да коментираме. Па впечаток е дека сега Дуи ја презема палката во разговорите. И покрај различното толкување на резултатите од референдумот помеѓу власта и опозицијата, има простор да се обезбедат пратеници за имплементација на договорот од Преспа преку уставните измени, тврди вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи. Како што вели тој, ниту ДУИ, ниту СДСМ не се за предвремени избори како најлесна алтернатива и затоа верува во политичката волја на опозицијските пратеници дека ќе го надраснат политичкиот интерес и кога ќе дојде моментот да се притисне копчето во собрание, ќе одберат иднина и стабилност. Секој е свесен дека гласа за своите деца пред се. Гласа за своите внуци, за својата фамилија, за безбедноста во државата. И мислам дека кога ќе се соочат со моментот, дека од неговото притискање на копчето, дали црвено, дали зелено, всушност притиска копче за црвено во Македонија или зелено во Македонија, да оди напред или да ја стопира државата и да ја внесе у тешка криза. Се уште има простор и треба да се зборува со сите, бидејќи одговорноста е преголема, последиците се преголеми. Се работи за државата,
се работи за стабилноста, се работи за мирот, се работи за економскиот просперитет, се работи за задржување на луѓето овде. И последиците од неуспехот на овој процес се драматични по државата. Коментирајќи ја средбата меѓу партискиот лидер Али Ахмети и лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, Османи за Еден ТВ вели дека таа средба е со цел да се вклучи опозицијата во решавањето на едно надпартиско прашање. Ние не можеме да обезбедиме 80 пратеници без вклучување на опозицијата или пратениците опозицијата во процесот. Тоа значи дека ние треба да разговараме. Треба да разговараме со сите, и со политичките партии, и со пратениците индивидуално. Претешко е прашањето за да се затвориме во партиските ровови. Ова е прашање кое што ги надминува партиските интереси. Ова е прашање кое што не дозволува партиски калкулации. Значи, не знам колку да драматизирам, да кажам дека во прашање е мирот во државата, дека е стабилноста во прашање, дека иднината на државата е во прашање. Така да, најдоброто што можете да го направите, на секој што и мисли добро на оваа држава е сега да ги надмине партиските ровови. Доколку напорите за консензус за резултатите од референдумот, кој за власта недвосмислено е успешен со над 600.000 гласачи за, не успеат, Османи предупредува дека неизбежна е политичка криза, која вели ДУИ и СДСМ не ја посакуваат. Потребни се 8 или 9 гласови од опозицијата и тоа мора да биде остварено. Сите велат дека сакаат членство во ЕУ и НАТО, вклучувајќи и опозицијата, а тогаш едноставно мора да ја платите цената на ова решение. Станува збор за решение кое е во интерес на земјата, а не на партиите и политичарите. И во таков случај како може да се обезбедат гласовите? Јас верувам со комбинација меѓу балканското и рационалното. Предупредување дека нови предвремени избори само би ја комплицирале и онака сложената политичка ситуација во државата, денеска испрати еврокомесарот за соседска политика и проширување Јоханес Хан, кој порача дека не се потребни избори, туку треба да се искористи можноста и да се обезбеди двотретинско мнозинство во собранието за спроведување на договорот со Грција. Во изјава за австрискиот весник Курир, Хан вели дека оваа порака веќе му ја пренел на премиерот Заев. Тој исто така смета дека во парламентот може да се обезбеди потребното мнозинство. Двете наши гостинки, очекувате ли дека сепак ќе надвладе разумот или ќе одиме на предвремени избори? Па сите очекуваме разум да надвладе и господинот Османи некоја надеж изразува втемелена на надеж, бидејќи не гледам на што друго, но мене вака ми се чини од соопштувањата на ова ВМРО ДПМНЕ дека бараат ако идат на предвремени избори, поставуваат неколку услови кои е прилично тешко да се исполнат и во исто време да се запазат роковите за овој продолжување на процесот околу усвојување на договорот, пржинска влада, јавен обвинител, исследување на неправилности и така натаму. Сето тоа мене лично ми говори дека тие сакаат да го одложат што повеќе овој процес за во крајна линија да се создаде една друга ситуација и во Грција, да кажеме преку нови избори, очекуваат да победат и таму луѓе партии кои не го поддржуваат договорот и да пропадне овој договор. На некој начин да се купи време? Да се купи време. Денеска портпаролот изјави нас не ни е до власт, што не значи дека не им е, ама изјавата беше нас не ни е до власт, ние сакаме да нема уставни измени во врска со ова. Значи, сега јас би го поставила прашањето на вистина што е тоа што толку не им се допаѓа во договорот, бидејќи договорот е она што тие сакаат да го оттепаат до крај. Што е тоа што и штети на Македонија во овој договор? Дали ние имаме повеќе полза или повеќе имаме штета од овој договор? Сега сите овие странски дипломати кои дојдоа овдека да посредуваат, тоа е посредништво во еден спор кај што две страни не можат сами да најдат решение. Никој нас ништо тука не присилува, со најдобра намера, најдобра волја, ни укажуваат кои се предностите. И сега да не ги повторувам, кои се предностите од еден ваков договор. Што е она што е толку штетно во договорот? И што е на штета на македонскиот национален? Дали верувате и очекувате дека сите овие пораки
од меѓународни фактори, еве, од представниците на ДУИ, можат да направат пресврт кај некои пратеници од ВМРО-ДПМН, чија реторика е доста тврдокорна последниве 10 дена. Значи, ние имаме тврдокорна реторика од неколку луѓе од ВМРО. Имаме од председателот, имаме од секретарот и имаме една ситуација да се разрешува нивни член од раководството, кој што... Заменик генералниот секретар Богоевски. Добро, да не именувам, затоа велам член, кој што е за онаа опција која што е најнормална во демократска земја и владење на право. Ако е договорот мртов според нив, зашто им се нови избори? Мртов е договорот, нема потреба од нови избори. Што ќе добијат они со новите избори? Прво, договор не може да биде мртов заради тоа што Тоа е еден ратификуван дел, со закон. Ма да не зборуваме, значи правно еден дел од луѓето, да речам голем број од гласачите се за тој договор. Еве, има еден одреден дел кој што е против тој договор. Ако е тоа така, зошто? Што е тој страв да се излезе и уставните амандмани да се дискутираат, Не, да доколку се беше елаборираат? така, ќе се излезеше и на референдум и ќе се Ама не, гласаше еве против. Гордана, Да. они сметаат дека договорот е мртов. Ако е тоа така, што нив им требаат сега нови избори? Пазете, значи во сам почеток беше дека тоа е заради исходот од референдумот. Денеска, односно од вчера, веќе почна неправилности кои што се случувале при Сега зборуваат за гласањето. груп фалсификат. Значи сега, како им одговара, односно постојано ја менуваат, да кажам, линијата на негирање на потребата за овој договор да заживее, за овој договор да влезе во собрание. Еве, ако на граѓаните толку не им е јасно што е со овој договор, во собрание пратениците по однос на амандманите ќе дискутираат, ќе елаборираат, па можеби на некој ќе му стане појасно дека македонскиот јазик нема да изумре, дека македонскиот јазик ќе се унапреди, дека во една меѓународна организација ќе се зборува на македонски, материјалите ќе бидат на македонски, а не како што во некои кругови во Македонија, за жал, македонскиот јазик воопшто не се употребува литературно така како што тој е. Но времето Меѓутоа, гази. Ние ама можеме да им времето- објаснуваме сега колку е дека е ја мислам добар дека- договорот, но нас не гази времето. Со Преспанскиот договор, нели, ние имаме Имаме простор уште да се добијат договара. 80 гласа. Имаме простор, велам, уште да се дискутира, да се договара. А гласовите дали ќе се добијат или не, ќе се знае уште неколку дена. Јас едноставно сакам да потенцирам дека и со новите измени повторно ќе се и со брзите предвремени избори повторно крајот на решавање на проблемот е во собрание преку уставни промени. Ама дали има мнозинство од 80? Ама еве нека остане вака како што е. Дали тогаш или сега... Идејата на ДУИ, Гордана, беше тајно гласање. Идејата тајно Јас, гласање заради дали притисоците. сметате? Јас таа опција уопште не би ја изфрлила, имајќи во предвид какви закани постојат и тоа членови на ВМРО од стариот состав на пратеници зборуваат за некакви закани кои што ние не можеме да ги замислиме. Кои се тие закани? Во крајна линија македонскиот народ има право да знае што е тоа. Закани, значи сега и тогаш имало закани, сега има закани, ние постојано со закани ќе работиме. Како Каде е господина демократија? не ги Малеска пријавува. се во А ова никој не ги пријавува, ќе никој одиме не ли на работи. предвремени избори? Па еве јас преска се обидов да кажам неколку аргумента во анализирајќи што викаат опозицијскиве водачи, нали?
дека сака да го одложат сето целиот овој процес, да купат време во надеж дека дефинитивно ќе пропаднат преговорите, дека ќе се создаде ситуација во Грција каде што ќе биде отфрлена и секаква помисла на понатамошни преговори врз основа на овој текст и дека на крајот од криштата одлуката сега се прават обиди, најдобро би било да се да поминат амандманите со согласно од опозицијата, се обезбедат 80 гласа, меѓутоа доколку тоа не се постигне, што друго и останува на власта, се работи за политика, дали тие ќе останат на таа политика доследни или не, политиката на довршување на процесот околу договорот. Ќе останат, немаат избор, многу вложија, 600.000 гласови зад себе, граѓани имаат и повеќе имаат. Повеќе од 600.000. Да, имаат зад себе, имаат поддршка од меѓународна заедница, тие ќе одат напред. Што значи тоа напред? Владата може да собранието да донесе одлука да се распушти, но се носи со мнозинство на гласови, така? И да се распишат нови избори. Да, тука ќе биде клучна и улогата на ДУИ во кој закон ќе важи во тој случај? Дали ќе важи овој што е закон за влада, каде што се вметнати одредби за пржинската влада, претходно техничка влада и така натаму, или ќе важи уставот? Па сега не знам зошто, ама уставноста не е јака страна. Овој закон, навистина, овој закон значи не е усогласен практично со уставот. Зошто тој испуштил некој да го направи? Или намерно не е направено, јас не знам. Да, работите ние наменски ги правиме. Па тоа е најголемиот проблем. Зар законот за референдум немало време да се коригира и да се усогласи? Значи мора да се законот да биде, тоа е уставно, со ограничување на власта со уставни средства. Значи власта без оглед нека се и опозицијата и оние што се на власт се договориле, ние си се договоривме ќе правиме ова или ова. Уставниот суд, надлежноста негова е да ја ограничи власта. Тоа значи да каже не може вака, затоа што во уставот пишува вака. Да ја стави во рамките кои што се пропишани. И сега треба да се или законот да се измени, или уставот да се измени. И сега е една таква ситуација каде што еден, да кажам, недемократски потек или еден низок удар од страна на опозицијата ќе предизвика низа на други слични удари од другата страна. И така, за жал се оди во една насока која е многу лоша за Македонија. Опстојноста на државата е во прашање. Ја мислам дека тоа треба веќе јасно да се зборува историски, се зборува дека како да не може да се допре до не знам, очигледно дека не може да се допре. Што ако на тие предвремени избори, условно речено, оваа гарнитура што е про ЕУ и НАТО, добие 78 гласа. Ја затоа исто. Значи повторно ќе оди во собрание. Целокупната постапка ќе оди повторно во собрание. И една друга варијанта, што доколку не се исполнат условите на опозицијата, дали тоа значи дека ќе ги бойкотираат изборите? Еве и да ги бойкотираат изборите. За бойкотирање на избори може и ќе се најде некој решение. Меѓутоа, што со сето тоа? Значи, едноставно не се сака да се расчисти прашањето за влез во ЕУ и НАТО. Ама ние не слушнавме. Како тие велат, ние сме за ЕУ и НАТО, но против договорот. Јас не слушнав како они тоа би го извеле. Ама не само вие што не слушнавте, никој не слушна. Они тврдат дека ќе направат подобар договор. Они имаа време. А зошто не го направиле? Или зашто еве сега не ги кажат кои се опциите за подобар договор? Нели сакаат транспарентност? Ама логично е да кажете дека ако договорот од Преспа е услов за наше евроатлантско интегрирање, ние сме против такво зачленување во ЕУ и НАТО. Инаку ова е нелогично. Значи пак доаѓаме дека се против зачленување во ЕУ и НАТО. Јас така го толкувам тоа, инаку не е. Знаете, ове мене ме бори се ме замислува. Еве, да кажеме, се распишуваат нови избори, бидејќи не можат да се најдат 80 пратеници. На изборите секако ќе се експлоатира оваа тема околу името и така натаму.
Меѓутоа, пак од друга страна, сега има еден Рубиконот го помина, да кажам така, 600.000 се скршија. Овие се скршија, не се скршија, тоа е со свест и со разум гласање, според мене. Од и сите што излегува 90 и нешто %, 7%. беа за, да. И покажа една и достоинственост и храброст. Али, значи, 600 луѓе веќе знаеме дека поддржуваат точно ова што вика колешката Цаца, дали сме за да одиме напред кон една европска Македонија или сме за статус кво. Да си седиме вака како што е, вака ни е најдобро. Значи, тие гласови ги имаат, да кажам, опозиција, власта. Еве опозицијава што велите и да добие мнозинство, треба да состави коалицијска влада. Албанските партии што сега викаат, не разсметајте на нас за коалиција. И ВМРО самите знаат, и они самите знаат дека не може да направат коалицијска влада. Ќе се случи истото што на претходните избори, ќе предадат мандатот на втората партија. Тоа ќе значи уште поголема политичка криза. И да не ја предадат, они не можат да добијат 80 за да прават нешто со уставни измени, да се разбере. Значи, они едноставно не само што сакаат Македонија да остане статус кво. Мислам дека е отидено чекор наназад. Значи, амнестијата е постојано присутна. Еве, до душе денеска слушнавме, стана правосилна одлуката и за 2 недели треба таа одлука да се изврши. Не, сакам да кажам дека очигледно прашањето за амнестија треба нив да им биде јасно дека е надвор од дискусија. Заради, еве и да се согласи позицијата. Власта да се согласи да прави некоја амнестија. Пред некој ден слушав некои хипотетички гледања како требало да се мери важноста на Груевски визави важноста на државата и во таја насока да се оди по однос на амнестијата. Меѓутоа, први кој што ќе речат, извинете, вие во ЕУ и во НАТО не можете да влезете со ваква амнестија. И кој ќе се сврти кругот, значи дека тие сакаат да има амнестија, која што амнестија како и да е нема да ни дозволи да влеземе. Не, тоа би било политичко самоубиство, затоа што еден од условите за ЕУ е ефикасни истраги и пресуди. Борба со криминалот, владење на право. Како вие ќе кажете дека владее правото? Како ќе прикажете дека судството работи независно и непристрасно? Па мислам, нас то прв ни излегуваат проблемите кои што треба да се решат. Затоа јас велам, ова е првиот чекор. Првиот чекор. Така. И очигледно дека опозицијата не сака ни тој прв чекор да го направи. И има време за расправање, има време за дискутирање. Меѓутоа, да им се заблагодариме на гостинките. Јас ви благодарам што бевте гости на отвореното студио. Темава сега кога ќе се тркала дур не се разреши ова, ќе имаме шанса и во друга пригода нели да разговараме. Во вториот дел Гордана имаме гостин. Имаме гостин, магистар по кривично право, Андреј Божиновски, со кој што ќе разговараме околу пресудата за екс-премиерот. Така. Во овој момент треба да следат реклами и потоа се враќаме во студио.